После сите нагодувања од страна на граѓаните дали и кога Свети Николе ќе добие капела, деновиве после долг период повторно започнаа градежните работи и изградбата на капелата. Свети Николе е единствениот град кој нема капела и за жал граѓаните многу често се сведоци на посмртните поворки кои се одвиваат низ центарот на градот. Со изградбата на капелата ваквите поворки ќе престанат, а патот до вечното почивалиште ќе биде многу подостоен и помирен. Во разговорот со градоначалникот на општина Свети Николе господинот Зоран Тасев добивме одговор на неколку прашања, меѓу кои она клучното зошто задоцна изградбата на капелата. Овој објект од големо значење прво за секоја општина. Значи еден од значајните инфраструктурни објекти и сметам дека објект кој што насушна потреба, сад да не ме погрешно сватам, меѓутоа потреба затоа што да не ги гледаме оние потресни сцени низ градот. Сите знаеме дека сите се раѓаме и умираме и дека од тоа нема бегање. Заврши тендерот, реков, постапката комплетно е завршена. За наша среќа домашен изведувач, значи изведувачот е од општина Свети Николе. Интензивно започнаа градежните работи за изградбата на градската капела. Вредноста со се партерното уредување е неколку околу 5 милиони денари, со тоа што имаше дополна на проектот, тоа минатиот пат кажав, проширување на проектот, затоа што голем дел од работите што беа многу значени во делот на проектната документација не беа предвидени со претходниот проект. Кажете ми, која е причината зошто досега не се изгради капелата? Видете, знаете дека имавме едно претходно несреќно решение каде што фирмата напушти во делот на изградбата, поимавме судска процедура која што долго траеше, меѓутоа јас сметав дека тоа не може да трае бесконечно. Значи ставивме крај на сите тие работи и седнавме со стручен тим, со одделението за урбанизам кај нас, ги видовме сите конкретни детали што всушност треба да се направи. Секојдневно ја следиме проблематиката. Едноставно беше проблем затоа што беше заглавена ситуацијата со претходниот изведувач. Значи тој не тужише, а не ја беше завршил работата, сето тоа беше на штета и на нас и на општината. Меѓутоа се изменаџираа работите, јас ги изменаџирав онака како што ветив на граѓаните и сега од зборови на дела. Ово уште еден доказ дека продолжуваме со интензивните градежни активности она што го ветивме на граѓаните, значи и го остваруваме. Кога е крајниот рок за изградба на капелата? Тоа зависи од временските услови, меѓутоа мислам дека до крајот на октомври дека капелата ќе биде готова. И кажете ми за колкава инвестиција станува збор? Реков, со сепартарното уредување околу 5 милиони денари, кои што се директни средства на општина Свети Николе.